Почитувани гледачи, ја прекинуваме програмата за да ви го пренесеме ова специјално известување. На ваше барање, по долго чекање и на севкупно задоволство, циркузот конечно пристигна и во нашиот град. Да, почитувани гледачи, што да имавте можност да погледнете дел од атмосферата од саботната представа на циркузот. Побрзајте и набавете билети, бидејќи циркузантите се неверојатно добри. Прекрасни се. Еве, ќе бидеме љубезни и ве возможиме уште малку да поуживате во представата. Колеги од опозицијата, еве погледнете ги сликите што све се случуваше. Мене ме нема на овие слики. И мене ме нема на сликата од матурата, таа групната што ни беше. Измешав многу сокови вечерте и во тој момент бев во ВЦ. Повраќав. Се уште ја носам таа слика секаде со мене, иако не сум на неа да ме потсетува на пропустот. Мислам дека и моментално ми е тука. Еве почитувани гледачи, погледнете го класниот раководител и со учениците. Тоест, чекај бе, ова не е сликата од матура. Ова е последната страница од шпиц. Извинете, почитувани гледачи, јас навистина не знам како ова се нашло во джебов, мора да ми го подметнал некој, бидејќи јас никогаш не гледам вакви слики. Бранкове, пак ми чепкаше по джебовиве и ми подметнуваше. Бранкове, срамо те веќе, а и одамна се прочитани твоите финти. Океј, почитувани гледачи, ние ќе ви пуштиме уште малку од циркусот, а јас за тоа време ќе му се јавам на Бичиклиски да му кажам да направи пресконференција на која ќе го открие овај гнасен чин на подметнување слика од гола женска во мојот джеб од страна на лицето БЦ. Кога ќе видите две слики равни на вистината, вие должите одговор. Кој дозволил на пратеник да крене рака? Кога ќе видам две слики равни на голата вистина, јас на вистина не можам да дојдам до вистинскиот одговор. Која од тие две е поубава? Еве, кажете, што игате вие? Две жени, Цветанка Иванова и Весна Бендерска, како напаствуваат маж. Вистинската жена никогаш не напаствува маж. Сакале да го силуваат кутриот. Срамота. Очигледно, вас ви е потребна друг тип на стручна помош од некоја неполитичка институција. Потполно се сложувам со господинот Станковиќ, само што јас за разлика од него не сметам дека помошта им е потребна на неговите колеги од ВМРО ДПМН, туку на нас гледачите. А институцијата која може да ни понуди помош се вика далечински управувач, на неа има едно црвено копче и доколку го притиснете, магично ќе го снима циркусот наречен Собраниски канал. Мајко, сопруго, бабо, свекрво, што е проблемот со тебе? Што е таа агресивност да тепаш мажи во собранието како координатор на пратеничката група? Почитувани гледачи, после ова сакав да кажам вистинската мајка, сопруга, баба и свекрва. Никогаш не тепа маж. А после свадев дека покомично и истовремено потрагично дома не може да биде, па решив да си преќутам. Само една работа не ми јасна. Зашто се каравте уствари, господа пратеници? Силување на демократијата, пуч на извршната врз законодавната власт, тежок инцидент, полициски службеник попречен во вршење на службената должност. Власта и опозицијата со различни аршини за ноќешниот инцидент преди во собранието по неизгласувањето на законот за стечајците. Значи за оваа тепачка зборувавте. Епа, дами и господа народни избраници, дозволите им на вашите тајвански колеги да ви покажат што е тепачка.
Видовте бе? Ова е тебачка, а не тоа вашето. Кога ќе направите нешто вакво, јавите ми се. Ај сега, бегајте од овде.